Дозволете да ви се обратам на денешната пресконференција, која ќе ја започнам со цитирање на нашата основна мисија. Раководејќи се од принципот на владење на правото и еднаквоста на граѓаните пред уставот и законите, преку професионално, транспарентно и независно постапување се стремиме да ја вратиме вербата на секој граѓанин во достижноста на правдата, како и генерално да ја вратиме вербата на сите граѓани во Република Македонија во правните вредности, за што е гарант о автономноста на ова обвинителство. Поидовна точка за нашето работење, како и за денешната пресконференција, представуваат темелните вредности на кои се заснова уставниот поредок на Република Македонија, дефинирани во член 8 од Уставот, а тоа се основните слободи и права на човекот и граѓанинот, владењето на правото и почитување на општо прифатените норми на меѓународното право. Во оваа прилика, неопходно е да ја споменам големата повелба за правата, како и универзалната декларација за човекови права, како фундаментални постулати на кои се темели донесувањето и на други документи со кои се штитат човековите слободи и права, а со кои акти е гарантирано и едно од основните права на човекот и граѓанинот, а тоа е правото на лична слобода на човекот и апсолутна забрана таа да му се одземе, освен во случаи предвидени со закон и во пропишана постапка. Уште повеќе, една од нашите обврски представува изградбата на систем во кој ќе се обезбедат сите предуслови кои возможуваат висок степен на одговорност од страна на државните институции во насока на остварување на нивната обврска за почитување, заштита и развој на човековите права. Токму континуираното почитување на оваа обврска представува и израз на нашата одговорност за спроведување на уставниот принцип на општо човечки вредности и ориентацијата кон максимално обезбедување на сигурноста на личноста во сите сфери, како и обезбедување стабилност на институциите кои ги штитаат и промовираат правата на граѓаните. Во насока на реализација на оваа цел, неопходно е доследно почитување на вградените европски и меѓународни норми и стандарди за превенција на тортура и третман на лицата лишени од слобода во насока на што поголема заштита на правата на лица чија слобода на движење е ограничена. Овде би сакала да ја споменам и Европската конвенција за човекови права, која има за цел да обезбеди општо и ефективно признавање и исполнување на правата утврдени во неа, а чија основна цел е заштита и развојот на човековите права и основните слободи кои ги чинат темелите на правата и мирот во светот и чија заштита од една страна се засновува врз вистинската политичка демократија, а од друга страна врз заедничкото сваќање и почитување на човековите права од кои тие слободи зависат. Универзалната димензија на овие документи, кои воспоставуваат заеднички стандарди за почитување на човековите права, кои се применуваат еднакво за сите, представува гаранција за овозможување на сите лица да ги уживаат правата пропишани со меѓународните инструменти за промоција и заштита на човековите права и основни слободи. Во овој контекст сакам да потенцирам дека специјалното јавно обвинителство поведува и води кривични постапки согласно Законот за кривична постапка, во рамки на кои ќе бидат заштитени и гарантирани правата на сите учесници во постапката, како од аспект на нивната безбедност, така и од аспект на обезбедување на сите процесни права, заради што цврсто сум убедена дека специјалното јавно обвинителство ќе ги даде очекуваните резултати и секое лице за кое е поведена предистражна, истражна и друга постапка ќе одговара за дејствијата кои ги презел, доколку со тие дејствија извршил кривично дело согласно со Кривичниот законник на Република Македонија. Во оваа насока се гради и имиджот на ова обвинителство, во кое е неопходно како граѓани да бидете уверени дека никој во ова обвинителство нема желба да се промовира на било кој друг начин, освен како синоним за професионални, објективни и непристрасни обвинители, што представува и наша лична должност и одговорност.
Преку нашето транспарентно и јавно работење во рамки на законски дадените овластување, влијаеме на целокупното зголемување на довербата на граѓаните во правосудниот систем. Од тука, специјалното јавно обвинителство ќе ги искористи сите расположиви механизми, втемелени и гарантирани со домашното законодавство за обезбедување на материјални докази неопходни за објективно, независно и ефикасно постапување. Значајна улога во градењето на правните рамки во областа на човековите права и слободи, како и за создавање на правните норми во кои е декларирано почитувањето на приватниот живот, има Универзалната декларација за човекови права, со која е предвидена забрана за произволно вмешување или напади во приватниот и семејниот живот на поединецот, како и напади врз неговата чест и углед, обезбедувајќи истовремено правна заштита за секој поединец од ваквите напади и вмешување, што недвосмислено создава обврска на државите како и на поединците за почитување на истите. Од овие причини, неопходно е да потсетам на фактот дека стратегијата на специјалното јавно обвинителство од почетокот на својата работа до денес во цело се темели на Законот за јавно обвинителство за гонење на кривични дела, поврзани и кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите во периодот од 2008 до 2015 година, кој закон произлезе како резултат на објавувањето на извештајот на Прибе, како што е познато, во извештајот е констатирано прекршување на основните права на засегнатите поединци и сериозна повреда на законодавството за заштита на личните податоци, како и нееднаква примена на законите. Извештајот нотира итна потреба од надминување на оградувањето од одговорност на институциите и обидите за затскривање зад надлежностите на други институции како извор за непостапување. Истовремено, во извештајот се акцентира потребата за промовирање на култура на владење со превземање на одговорност, проактивно да се допринесе за заштита на правото на приватност и заштита на личните податоци, како и правото на независно и непристрасно судење. Ги повикувам надлежните органи во Република Македонија, а особено Собранието на Република Македонија, како и сите останати тела и институции, да ја превземат својата одговорност согласно својот мандат и во пракса да ја покажат подготвеноста за прифаќање и доследно почитување на европските стандарди, особено во однос на последното мислење на Венецијанската комисија. Од тука ги цитирам упатените препораки во однос на Законот за заштита на приватноста, со кој се нотира дека законот има легитимна цел, но не остварува соодветен баланс помеѓу приватните интереси и интересот за информирање на јавноста, од кои причини истиот треба да дозволи објавување на материјали кои се од јавен интерес, со некои потесно дефинирани исклучоци, поврзани со јавното објавување на информации за интимни аспекти од приватниот и семејниот живот, а особено прецизно дефинирање на обврската за предавање на материјалите на специјалното обвинителство, кое не треба да го исклучи објавувањето на такви материјали кои се однесуваат на работи од јавен интерес. Во оваа прилика сакам да ја информирам јавноста дека ова јавно обвинителство ја превзеде целокупната документација која беше наведена во наредбата од судот за одземање на предмети од Централниот регистар. Во конкретниот случај ја поздравуваме соработката со судот и изразуваме уверување дека сите институции од кои се побарани податоци или списи во рамки на законските дадени овластувања на ова обвинителство ќе постапат по нашите наредби. Истовремено, сметам дека е потребно да ги информирам граѓаните дека ова обвинителство во текот на оваа недела, врз основа на Законот за кривична постапка, ќе поднесе барање за заштита на законитоста до Врховниот суд на Република Македонија против решението на Кривичниот суд на Оделението за организиран криминал и корупција на Основниот суд Скопје 1 Скопје
околу законитоста на лишувањето од слобода на осомничениот Едмунд Темелко. Потврдуваме дека на 25.3.2016 година со решение воспоставивме надлежност над предметот во јавноста познат под името шпион и во оваа насока до Апелациониот суд Скопје побаравме да ни биде доставен овој предмет со сите списи заради наше понатамошно постапување и одлучување. Ова јавно обвинителство во текот на оваа недела ќе воспостави надлежност над предметот познат во јавноста како Маđар Телеком, предметот против Зоран Верушевски за кривично дело неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материјали од член 396 од Кривичниот законник и предметот оформен под број 55/16 против Горан Верушевски, од кои причини во текот на утрешниот ден до Советот на јавни обвинители на Република Македонија ќе биде доставено барање за доставување на наведените предмети со сите списи до ова јавно обвинителство заради наше постапување во рамки на законските овластувања, бидејќи овие предмети произлегуваат од Законот за специјалното јавно обвинителство и содржината на овие предмети се однесува на незаконското следење на комуникациите. На оваа пресконференција ќе го објавиме започнувањето на нова истражна постапка против одредени лица, кој предмет во специјалното јавно обвинителство се води под името тортура.